Со оваа работа се занимавам од 1978 година, кога што се засени во Хели клубот. Можам да кажам дека е интересна и ме привлекува не само како спорт, мислам, чисто самото летање, него и градбата на овие делтаплани. Посебно интересно тоа што за наши сваќања и за наш стандард да се направи летилица со која што човек сам ќе може да лета е многу атрактивно, мислам. Без разлика што тоа во светот има семено широк замав, кај нас поголеми проблеми имаме со квалитетот на материјалите. Многу тешко се наоѓаат материјали, а друго и квалитетот не им е секогаш исти, не им е стандарден. Например, може да се види овдека на самиот змај, сајлите не се така меки, еластични, како што треба да бидат, него се крути, бидејќи само така имаше тогаш во продажба кога барав. Овој змај инаку го градев, самата работа чисто беше некаде околу 1 месец, а додека барањето на материјалите, додека ги собра све, тоа ме кошташе некаде околу 4 до 5 месеци. Изработката како што се гледа, домашна е тука, све може да се види по деловите, мислам, чисто рачно ги работев. Со исклучок на платното, кое што е купено готово. Но и за него е голем проблемот да се најди, бидејќи кај нас порано не се произведуваше, во последно време и се произведува, ама го нема во мало продажба, мора да се купува на големо. Така да ние го набавувавме од Трст. Исто така има некои ситни делови тука на овие сајли, ако може да се видат вака. Има овие ситни спојки тука. Тие се исто набавени од Трст, бидејќи кај нас ги нема. Иако градбата на змаеви, на делтаплани, изгледа на изглед лесно, мислам, проблемот се состои само во сечење и бушење на цевки и ношиење на платното, не е така просто како што изгледа, бидејќи за тоа треба претходни подготовки. Јас за мојот змај, мислам, за овој што го работев, сум правил доста цртежи, тоа може да се види ова све. Тоа е за платното, треба да се црта за да се крои. Потоа, бидејќи имавме доста писма во клубот од млади дечки исто кои што сакаат да градат делтаплан, ние се обидов, мислам, јас се обидов покрај другото да направам и еден така мал прилечник за градба на делтаплан, па за тоа правев исто цртежи, ги работев во помал размер, за да може другарите да се служат, да бидат во склоп на змајот. Тоа не беше лесно, потоа морав да ги преработувам ради форматот. Тоа се тие кои што требаше да излезат во склоп на таа скрипта. И на крај исто подготвувавме доста фотографии за летањето со истиот делтаплан кој што требаше да излези од печат. Во нашиот клуб имаме некаде околу 80 членови кои што се запишани чисто за градба и летање со змаеви. Но досега од нив така практично по-често летаат само 20, кои што и малку напреднале во тој спорт, барем основните работи ги има завршено. А се надеваме дека во иднина ќе можеме да им излеземе во пресвет на сите кои што ќе сакаат да се занимаваат.
Интересно е што само градбата како дејност не мора да биде изразена на Делта планите. Има тука многу интересни други летилици кои што се интересни за младите, потоа исто има и овие што се едрилици за на вода, потоа даски за на вода. Тоа све спаѓа во техничка дејност на младите кои што се заинтересирани да самите направат нешто. Колку пати сте летали Со Делта план така ситни скокови сум имал многу, мислам, скоро безброј. А додека поголеми летови кои што стварно се бројуваат во летови, имам 2 или 3, од кои што еден беше поатрактивен, така и беше таму од масиво што е на Водно, изнад ова езерото Треска. Тој беше доста атрактивен, мислам, и за мене вака како воздухопловец, бидејќи јас со воздухопловство се занимавам некаде од 1973 година, кога што се зачлени во аероклубот во Битола. Има ли и други млади вака што се занимаваат со оваа работа? Во нашиот клуб, Хели клубот, имаме доста млади кои што се занимаваат со оваа работа. Претежно се занимаваат со летање, бидејќи имаме веќе повеќе знаеви така набавено. А за самоградба немаат сите можност, бидејќи немаме доволно средства во клубот да купуваме, а скапи се материјалите, поготово сега со овие кризи. Можем да кажем дека само платното кошта 30.000 метар должен со 90 сантими ширина е тоа. И што понатаму се? Се понатаму, мислам, конкретно со овај змај, мене ме интересира да сега како работеше, мислам, како летеше, а сега ме интересираат и некои иновации кои што може да се направат на него, за да се добие многу поквалитетен змај и поинтересен за Иначе пасиониран ваздухопловен моделар и градител на ултралесни летала. Овој хоби ми има останат уште од детство и до ден денеска се бавам со него. Ми се чини и во иднина ќе продолжам со ваквата моја активност во слободното време. Моментално работам на еден двокрилен безрепац летече крило. Ова што гледате, тоа е макетата во размера 1:5, али ќе напоменам дека претходно морав да изработам прецизни, детални цртежи со пресметки, статички прерачуни и така натака, за да може да биде конструкцијата исправна. Моделот во летот покажа задоволителни резултати. Од не се барав да покаже како ќе се однесува аеропрофилот во дубинската стабилност. Резултатите беа позитивни и поради тоа без сомневање, без некој страв, се впуштив да градам во природна големина летелица. Ова летелица во својата природна големина тежи негде околу 30 килограми. Може да лета со мотор и без мотор. Моторот
би требало да има најмалку снага од 4 до 6 коња. Се разбира, колку ќе има поголема снага, ќе биде по-добро. Кај ваздухопловите никогаш снагата не е од појќе. Колку поголема снага, толку поголема маневарски способности и поголема сигурност во воздухот. Меѓутоа, како гледате, една ваква летелица со многу мала тежина, а релативно голема површина од околу 14 метра квадратни, овозможува да лета и без мотор, сигурно да го носи својот летач. Која е практичната примена на ова? Има ли практична? Практичната примена на ваквото летало е во тоа што може да се чува во многу мали простори. Крилата, едно полукрило е 3,60 метра, се расклопува за 10 на минути конструкцијата. Може да се поредат крилата по крајот на зидот во гаража или во некоја шупа. А за транспорт пак може да се користи било кој багажник на било кое лесно моторно возило, така да лесно се оди до терен, се лета таму и се враќа нормално пак летачот во својот дом, без да му е потребен некој хангар или некој посебна просторија кај ќе го чува своето летало. Тоа е и намерата што сум се определил за еден ваков тип на летало. Како гледате, има доста упорници. Тука може да се избегнат некои диагонали, меѓутоа се определив на ваков крут систем, за да може шо полесно и побрзо да се врши монтажата. Ако имаме меки врски, ако имаме овдека сајли, тогаш ќе мора монтажата на лице место се врши потешко со помош на либела и така. А сега во самата монтажа се прецизно избушени дупките и летачот не, корисникот на ваквото летало не ќе биде уопште обседнат со тоа како и да внимава на монтажата на лице место на теренот. Добро, тоа, ова го правите само за рекреација или хоби или може да се употребува за нешто посериозно? Видите, претежно за рекреација. Претежно за рекреација. Друго, на ваквото летало може да се монтира одоздола пловак, може да се користи како хидроверзија. Меѓутоа, сигурно дека вакви летала може да најдат озбилна примена и во концепцијата на општенародната одбрана. Како спомнав преди малку, без прецизни, без точни цртежи не може да се премини на градбата на воздухопловите, било тоа да е воздухопловен модел или авион. Видите, за овај мојот авион имам цртежи негде на преку 30 страници, да речем така, текст, нацртан текст. И тие се сите детали, мислам, прикажани прво на цртежот и после од тука се вадат и градбата е на тој начин многу полесна. Исто така напоменав дека многу е важно и битно познавањето на аеродинамиката, али со ова ќе речем дека тоа не е некој баук. Човек кој има интерес може да ги постигне и потешки работи. Ова не е така тешка работа, али со интерес може да се сватат принципите на аеронутиката и врз основа на тоа човек да си дозволи така и поголема смелост нешто да направи, да изведи. Ова е мојата гаража која ми служи исто така за работилница. Како гледате, овој простор е доста скучен, меѓутоа успеав во него да ги направам, како гледате, веќе крилата, односно целата летелица е веќе готова. Сметам дека нашата активност на самократителите би била многу поуспешна и многу поефикасна кога би имале ние некаква просторија поголема во која ќе бидат сместени сите потребни материјали, алати потребни, кои не мора да бидат не знам какви скапоцени. Меѓутоа, тимската работа ќе допринеси во толку многу да можеме ние месечно по едно вакво летало да правиме, и то без претерување, ова го зборувам. Кога би имал јас повеќе слободно време и материјалите да се во ред, мислам дека за 3 месеци човек и сам може да го изработи. Јас ова нешто сум го изработил за 1 година, во тек на 1 година, и то со поголеми прекиди, со поголеми паузи во
работењето. Кога станува збор за градбата на вакви летала, морам да кажем дека градителот мора претходно и добро да го испита материјалот, бидејќи колку што е скап неговиот живот, толку треба да води сметка и за материјалот. Тука нема шала со овие работи. И затоа викам, преди да се определи за градбата на материјалот и изборот на материјалот, мора да пронајди добар и квалитетен материјал. Полетањето ќе биде наскоро, чекам да се стопли малку времето и сметам дека тоа полетање не ќе има проблеми, како нагласив преди малку. Кој ќе лета? Па имаме ние во клубот и професионални пилоти, меѓутоа сметам дека не би требало човек да се плаши и сам да го полета, мислам. Стабилноста на авионот е испитана на моделот како видовме и дека нема опасност од тоа да се полета со него. Се разбира внимателно, во фази постапно да се испитат неговите особености, неговото однесување во воздухот. Ако биде се во ред, како ќе почнете повторно или пак да правите? Видите како е кај градбата на авиони. Денеска во светот имаме безброј многу типови авиони. Секој градител, чим заврши еден, одма мисли да почне со некој друг, бидејќи во самата фаза на градење се јавува некоја нова, посавршена идеја, во идеите му се е посавршен тип, така да сметам дека сигурно дека после ова ќе почнем работа на друг модел, се разбира пак на летечко крило, поради особините што ги истакнав порано. Сметам дека ова вид летелица ќе има примена, ќе има вака популарност во градбата. Изработка на еден жирокоптер беше зачната пред повеќе години, уште не бев и дипломиран инженер. Возопловството и ентузијастите кои одлучиле да прават самоградба, да изработуват ултралесни летала, мора да бидат упорни. И ова се потврди. Упорноста и трудот мора да вроди плод. Зошто жирокоптер? Па, ако земеме да посматраме објективно, јас не се занимавам само со жирокоптерот. Од кога сум почнал да се занимавам со возопловство, не сум бил ориентиран само на жирокоптерот, туку прво ме интересира летелиците кои што можев да ги сретнам, а тоа беше класичната едрилица, авионите што ги гледате овдека и авиони кои што повеќе и не може да ги видите, кои се веќе расходувани. Ево како оној таму авион, како овој овде авион. Но љубовта кон техниката ме натера да станам и моторен пилот. Значи ја од уште гимназиски денови го имам тој контакт остварен со воздухопловството. Полека човекот пионир по душа истражува. За мене беше автожирот, тоа е оваа летилица, непозната во тоа време и ме интересираше каква е таа летилица, затоа што гледав во неа една можност да се дојде до воздухоплов јефтин, кој може да се изработи и во помала просторија, како гаража да речеме, или ево ние го направивме овој во една просторија од народната техника на улица Партизански одреди. Направивме 2 комада и еден жироглайдер.
Оформивме еден клуб со цел да некако створиме место, асоциација, каде што ќе се собират и другите ентузијасти за кои што не знаеме. 74-та година оформивме еден клуб, Хели клуб се викаше, се вика и ден денес постои тој клуб. И таму одлучивме да изработиме прво со собствени сили и собствени материјали. Јас се нафатив на тоа, направив еден обид, но поради лош квалитет на материјалот, таа летилица не полета. Беше направена од метал и дрвени краци. Овие краци беа направени од дрво. После тоа констатиравме дека првиот потек за покретот на овие самоградители добро ќе биде ако го направиме со атестирани елементи и делови. Одлучивме да побараме понуди од повеќе производители на такви делови во светот и од тие делови создадеме еден солиден жирокоптер. Изборот падна на фирмата Бенсен од Соединетите Американски држави и од таму нарачавме 78 година делови за склопување на овој жирокоптер. Уште еден друг имаме направено и еден жироглайдер. Жироглайдерот се разликува од жирокоптерот со тоа што тој не поседува мотор, туку влечната сила и се остварува со помош на влечно возило или чамец, да речеме джип или чамец. Кога дојдоа елементите, кога беа стигнати, ние оформивме две групи кои работеа на овие жирокоптери. Демонтажата траеше практично едно 3 до 4 месеци, така, 4 месеци. И првиот лет го направивме со готовата летилица, испробана, испитана, негде во јуни 80 година. Од тогаш сме правиле повеќе летови со оваа летилица, за да ги осознаеме нейните квалитети. Дури сметам дека некои од особините кои што ги утврдивме се многу интересни не само за аматерите пилоти, туку и за армијата, да речеме, или самозаштитата наша. Може да најде примена во повеќе области. Како за извидување, за префрлање на некои материјали. Ние тоа го потврдивме и со учеството на СВОЗ, вежбите СВОЗ кои се одржаа во 1980 година. Октомбар месец беше тоа, 19-18 октомбар. Со тоа што покажавме дека со одреден товар во тоа време сцениравме дека пренесуваме некој санитетски материјал. Полетавме од Партизанска улица и слетавме во Брдата, кај што се беше оформила некоја база таму и евакуирана индустријата, болница имаше таму. Со тоа покажавме дека он има извршни маневарски способности, може да полетува од куси терени, да слетува на куси терени. Сметам дека со леталово да се лета не ќе биде потребно, не се потребни кој знае какви големи обуки и вежби. Треба солидни да бидат, но не се тие долги вежби.
како да речеме за некоја по-голема летилица. Во рамките на Ваздухопловниот сојуз на Македонија е формиран Хели клуб од Скопје. Тоа е фактички една желба на многобројните ентузијасти кои уште пред да се формира клубот со време сами граделе разни видови на лесни летала, така наречени ултралесни летала. Клубот фактички има две активности: градба на овие многу лесни летала, рогалови крила, и моторно летање, фактички тоа се жирокоптери и други видови на летала. Издаваме своја литература по која се раководат членовите. Имаме издадено билтени, до сега 5, во кои покрај активноста на клубот и одредените манифестации имаме и чисто стручни теми кои се разработуваат. Фактички тие билтени се испрачени низ цела Југославија и можам да кажам дека интересирањето на индивидуалните самоградители, не само од од Македонија, туку и од цела Југославија, секојдневно ни се обраќаат со писма со молба да им доставиме од нашите билтени и од нашата стручна литература. Во овој поглед можем да речем дека сме ние пионири за нашата република, а фактички и за целата Југославија. Овие рогаловите крила се повеќе спортско рекреативни, додека жирокоптерот има примена во повеќе области. Сметам дека не само во туризмот, во практична примена за евентуални елементарни непогоди, а да не стане збор дека со обука на летачи за жирокоптер фактички ствараме кадар во случај на општенародна одбрана и самозаштита во случај на војна. Сметам дека перспективите на овој клуб се големи, а не само на клубот, него вакви клубови почнаа да се стварат и така е формиран клубот во Неготино, а имаме писма и од другите градови, каде и према препораките на Ваздухопловниот сојуз на Македонија, тоа е препуштено на Хели клуб да организира повеќе овие клубови и вакви активности, затоа што на овој начин самата оваа активност мобилизира многу голем број на младинци, бидејќи во овој конкретен случај се работи за колективно работење.